Во ова видео продолжуваме со 3 задачи од математичка логика. Првата задача под А ни вика да утврдиме вистинитоста на двата искази. Под А имаме конкретен исказ, под Б друг исказ, под Б друг исказ, а точноста на првиот исказ ќе биде 2 еднакво на 3, тоа е неточен исказ, да имплицира 3 еднакво на 2 неточен исказ. Неточен кога имплицира неточен, тоа е точен. Под Б, вистинитоста на исказот 2 еднакво на 3, тоа е неточно, да имплицира 5 еднакво на 5, тоа е точно. Ова е таа празна нејасна вистина што дефиниравме во претходно видео и ова е точно. Втората задача под А ни вика, ако во првата задача имавме импликација, сега имаме еквивалентност. Утврдуваме точност на исказот 2 на квадрат еднакво на 4, тоа е точен исказ. Дали тоа е еквивалентно со 3 на квадрат еднакво на 6? Тоа е неточно. Или целосно во исказ на крај е неточен. Односно, еквивалентноста е точна само кога точно е еквивалентно на неточно или неточно е еквивалентно на неточно. Под Б имаме точноста, односно вистинитоста на исказот 12 делено 3 еднакво на 4, тоа е точно. Дали тоа е еквивалентно со 4 по 3 еднакво на 12, тоа е точен исказ. Или ова на крај е точен исказ, бидејќи точен исказ е еквивалентен на точен исказ. И последната задача треба да трансформираме формулата негација на еквивалентност помеѓу два искази, така што да не содржи таа трансформација еквиваленција и импликација. Сега да запишеме некои работи за еквивалентноста. P еквивалентно на Q значи, односно ова важи, ако и само ако се задоволени две ситуации. Односно, тоа го кажав претходно, првиот исказ е точен и вториот исказ е точен, или првиот исказ е неточен и вториот исказ е неточен. Она што ни се бара е да ја трансформираме негацијата на еквивалентност и треба да најдеме кога не важи еквивалентност. Односно, треба да најдеме кога не важи еквивалентност. Или тоа не важи кога во две ситуации. Кога првиот исказ е точен, а вториот исказ, ќе запишам тука, и вториот исказ е неточен, или втората ситуација кога првиот исказ е неточен, а вториот е точен. Ова е спротивната ситуација на еквиваленција. И сега ова треба да го запишеме тука не формално, треба да го запишеме формално на крај, како негација на еквивалентност на следниот начин. Како што читаме, ќе запишуваме. Имаме P е точен исказ, односно P важи, конјункција, односно возборчеи, а негација на Q, односно спротивната ситуација од Q, спротивниот исказ. Ова е првата ситуација, или тоа е дисјункција. Имаме негација на P, конјункција Q. Ова е трансформацијата на формулата негација на еквиваленција на два искази.